Владата на денешната седница ги ограничи маржите на цените на вештачките ѓубрива, 5% за основните и 10% за специјалните ѓубрива. Мерката ќе трае до 31 мај годинава, објави денеска на прес министер за земјоделство Цветан Трипуновски. Највисоката бруто профитна маржа на неорганските ѓубрива со оваа одлука кај сите трговски друштва и трговци поединци кои учествуваат во трговскиот ланец се утврдува со вкупен износ до 5% во трговија на големо и во вкупен износ до 5% во трговија на мало. Додека пак највисоката бруто профитна маржа за органските ѓубрива, органоминералните ѓубрива, биостимулатори, од оваа одлука во трговијата на големо ќе изнесува до 10%, во малопродажба и во 10% до големо продажба. Дополнително, владата воведе обврска за континуирано снабдување на пазарот со вештачки ѓубрива. Трговците на мало се должни месечно да обезбедуваат и продаваат најмногу 70% од просечната количина која што ги набавиле во 2026 година, додека трговците на големо се уврзуваат да ги снабдуваат трговците на мало со најмалку 70% од просечно продадените количини. Владата одлучи да се ограничи и растот на цените на вештачките ѓубрива на домашниот пазар. Се коригира продажната цена за 10% намалување на залихите кои што ги имаат продавачите набавено по стари набавни цени. Со овие две одлуки се прави стабилизација на цените на ѓубривата, односно нивна корекција намалување. Која е целта на овие две владини одлуки? Целта на оваа одлука е да се спречи евентуалните недостатоци на пазарот и да се обезбеди редовна достапност на ѓубривата и да се заштитат земјоделците од неправилниот раст на цените. Инаку, кризата во заливот ги изголеми цените на вештачките ѓубрива за 40%, со што и производството на земјоделските артикли се зголемија за над 50%, а по високи цени земјоделците предвидуваа и за градинарските култури кои се очекуваа да се појават на пазарот во наредниот период. Владата предлага укинување на техничката влада. Владата вчера до собранието достави предлог закон за изменување на законот за владата, со кој се предвидува укинување на така наречената техничка влада. Станува збор за законско решение поднесено по скратена постапка, со кое извршната власт предлага измени во досегашниот модел на функционирање на владата во предизборен период. Според предложените измени се укинува обврската за формирање техничка влада, која досега се воспоставуваше 100 дена пред одржување на парламентарните избори. Од СДСМ денесни соопштенија остро реагираа на овој предлог закон. Нема зголемување на платите, нема мерки за подобар стандард, економијата тоне, снемува пари. А кога ќе снема пари во буџетот, етени избори. Се што Социјалдемократскиот сојуз на Македонија го посочуваше изминатиот период се потврдува. Власта шверцерски протнува законски измени на законот за влада, сакаа да ја укина техничката влада, односно единствениот механизам за контрола во изборниот период. Ова доаѓа по силниот пат на довербата на граѓаните во ВМРО-ОКГ од над 150.000 гласови. Реагираат Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Тројца доктори вратиле 25.000 евра во буџетот на јавните здравствени установи каде што работат, затоа што парите им биле неправилно пресметени на платата, односно сумите им биле надплатени на различни начини, информираше денеска директорот на Фондот за здравство Сашо Клековски. Праќаме јасен сигнал до сите здравствени работници дека да, ќе ја вреднуваме работата и платите ќе одат нагоре, меѓутоа од друга страна очекуваме фер однос и од другата страна и да престанат злоупотребите на додатоците. Не можеме да дозволиме да има само вреднување, само наплата. Ќе има правила кои ќе бидат фер и ќе бараме да се придржуваме до нив. Околу случајот пред известно време се крена висока врева во јавноста, бидејќи некои тврдеа дека во поедини здравствени институции оваа пракса траела долго време. За него зборуваше и премиерот Кристијан Мицкоски, кој откри дека извесен доктор во еден месец заработил цели 12.000 евра, што е преседан во македонското здравство. Денес Клековски не ги откри докторите и јавните здравствени установи кај кои што биле констатирани ваквите неправилности, но докторот со милионски примања не е меѓу оние кои ги вратиле парите. Клековски потенцира дека контролите продолжуваат и во наредниот период со посилен интензитет за да се стави контрола на јавните пари. Од годинава матурантите ќе бираат помеѓу 3 типа на државна матура која треба да донесе повеќе објективност и помалку препишувања.
државна матура, државна стручна матура и државна уметничка матура и учениците соодветно од која област доаѓаат, така и ќе полагаат. Зошто? Затоа што де факто постои разлика во општообразовните предмети на гимназиското учење, средностручното учење и уметничкото учење. И овој пат материјалот кој ќе го полагаат учениците ќе биде прилагоден на она што тие во тек на 4 години го изучувале. Овој тип на матура според министерката Јаневска има позитивен ефект и ги намали обидите за припишување при полагање државна матура. Искуството од лани покажа дека имаше многу помалку препишување или обиди за нечесно или снаоѓање на учениците при полагањето на матурата. На 503 матуранти од Штип годинава полагањето на државната матура во Универзитетот Гоце Делчев ќе им се приклучат сите матуранти од источниот регион, според одлуката на Министерството за образование и Државниот испитен центар. Но зошто е донесена оваа одлука? Бидејќи имаме поделба на видовите на матура и согласно правилникот, таму каде што имаме мал број на ученици, треба да ги споиме со оние училишта каде што има поголем број на ученици со цел да имаме пообјективни резултати. Според директорката на Државниот испитен центар, искуствата од минатата година со полагањето на државната матура во високообразовните институции се добиваат пообјективни резултати. Истото го очекуваат и оваа година. Но кои се термините за полагање на државната матура годинава? На 6 јуни ќе полагаат сите ученици матура и државна уметничка и државна стручна. Тоа е матура за англиски јазик или странски јазици, како избрале учениците од државната матура. Потоа ќе имаме математика, а додека пак или историја за уметничките училишта. Додека пак мајчините јазици ќе се полагаат во различни термини на 11 јуни и 12 јуни. Грчките власти успешно разбија добро организиран канал за нелегално производство и шверц на цигари, преку кој државниот буџет бил оштетен за неверојатни 1 милиарда евра. Акцијата за која извести грчката агенција АНА МПА е резултат на опсежна 4-месечна истрага. Во криминалните активности се вклучени 38 физички лица, од кои дел се веќе приведени, како и 21 правно лице. Според истражните органи со групата раководеле 2 лица со прекари председателот и Путин. Клучни улоги во сообраќајот и дистрибуцијата имале уште 4 членови кои се во блиски роднински врски, додека останатите учесници действувале како нивни соработници. Финансиските средства стекнати од незаконската дејност биле легализирани преку фантомски фирми и издавање лажни фактури. Социјалдемократската партија на Романија ја повлече поддршката за либералниот премиер Илие Боложан и побара негова оставка, најувајќи дека ќе ги повлече своите министри, со што владата може да го изгуби парламентарното мнозинство. Проевропската коалиција, формирана пред 10 месеци за да го ограничи растот на крајната десница, се соочува со тензии и спорови околу реформите. Политичката нестабилност може да го загрози пристапот до европските фондови и кредитниот рейтинг на земјата. Боложан најави привремени министри, додека опозицијата планира гласање за недоверба во мај. Председателката Наташа Пирц Мусар по првите консултации со пратеничките групи оцени дека ниту еден кандидат во моментов нема 46 гласа, колку што се потребни за избор на мандатар во државниот збор. Председателот на СДС Јанес Јанша изјави дека неговата партија во моментов не составува влада и дека е подготвена за сите сценарија – опозиција, влада или нови избори. Роберт Голоб, лидерот на Движењето Слобода, пак порача дека неговата партија се подготвува за работа во опозиција. Додека не се појави кандидат што може да собере мнозинство, мандатарот останува неизвесен. Општините од источниот регион интензивно се подготвуваат за предстојната летна сезона и ризикот од шумски пожари. Во координација со Дирекцијата за заштита и спасување, општините, јавните претпријатија, кризните штабови, територијалните противпожарни единици, како и доброволните противпожарни друштва, се одржуваат работни средби на кои се анализираат искуствата од минатата година и се утврдуваат мерки за поефикасно справување со пожарите. На вчерашниот состанок во Виница, како и на денешниот во Пробиштип, беше нагласена потребата од силна меѓуинституционална соработка, навремена размена на информации и координирано делување на терен. Состанокот е со цел да се сумираат прошлогодишните резултати и нешто од оно што се случуваше во задните години да го искористиме како
предност во летниот период кој доаѓа. Што значи ова? Комплетирање на материјално-техничките ресурси, комплетирање на човечки ресурси, почитување на законските обврски, како на заштита и спасување, така и безбедност и здраве при работа и она што треба со почетокот на летната сезона или на пожарите на отворено, како превентивни мерки да ги преземеме во следните 1-2 месеци. Покрај професионалните територијални противпожарни единици, значајна улога имаат и доброволните противпожарни друштва. Ангажманот на доброволни лица на отворен простор ни значи многу, пред се затоа што територијалната единица е со, да не кажам мал број, него недоволен број на пожарникари по законот и оние останатите институции кои имаат со закон се должни да обезбедат човечки ресурси, исто тие ресурси да бидат заштитени и опремени како треба да можат да излезат на терен. Во последните 5 години од постоењето на доброволното противпожарно друштво Кочани, кое се вбројува во едно од најактивните друштва, располага со 25 оперативни сертифицирани волонтери пожарникари. Во голема мера да, значи кога станува збор за поголеми пожари кои имаат зафацено поголема површина, да, се повикуваат на нас. Секогаш излегуваме во просвет во рамки на нашите можности. Соработката ни е солидна, практично сме сместени во еден ист круг, така да и нашите возила секогаш се ставени на располагање на нив и таквата соработка треба да продолжи и помеѓу останатите територијални единици со доброволните друштва. Најнов член кој ќе им се приклучи на семејството на доброволните противпожарни друштва е од општина Зрновци, кои во мај ќе имаат и првата обука од Дирекцијата за заштита и спасување. Поплави во селата на општините Зрновци и Чешиново-Облешево во овој момент нема со оглед на малиот интензитет на дождот, но и веќе завршената работа со одводните канали. Во овој момент не чувствуваме за потреба да кажеме дека има ризик од поплавување на делови од општина Чешиново-Облешево, затоа што во претходниот период ги изчистивме каналските мрежи кои што ја зафаќаат нашата територија и во оној дел што значи општинска структура на каналска мрежа, значи сме подготвени да прифатиме и поголеми количини на вода. Во делот на речните корита се во стопанисување на водостопанство Брегалница и таму надежноста е на нивна страна. Значи каналите се навремено изчистени, ризик од поплави, несакани последици од врнежи на територија на општина Зрновци не постојат. Од друга страна, ризик има и можни одрони постои на повеќе патни правци во источниот регион, предупредуваат од Македонија пат. Моментално сите патни правци се проводни без ограничувања, без забрани. Со оглед на интензитетот на врнежите што почна во источниот дел малку покасно во однос на другиот дел, немаме некои значителни одрони, немаме уопште одрони, како да кажем, меѓутоа се очекуваат со оглед што врнежите продолжуваат. Доколку одрони се појават, механизацијата е подготвена да интервенира. Механизација во сите секции, што ги кажи и Кочани, и Делчево, и Смојмирово, што се одговорни за овие делови од патот, така да немаме проблеми. За поголема количина да падне, имаме и возила, имаме и машини што ќе интервенират во најкраток можен рок. Од Македонија пат апелираат. Како секој пат ќе кажем и овој пат, внимателно возење и почитување на патната сигнализација. Дождовите се одлични за житата и останатите култури, но во овој момент не се поволни за оризарите кои се подготвуваат за сеидба. Во овој момент имаме некои слаби врнежи од дожд, меѓутоа еве метеоролозите ни говорат дека ќе има некои дождови, што во овој критичен период во развојот на житариците и како поволно ќе се одрази врз посевите. Исто така ќе се одрази и врз другите култури. Очекуваме да бидат малку пообилни, бидејќи навистина во овој момент имаме голема потреба значи од врнежи. Ние моментално со овој дожд имаме потешкоти во преработката за производство на оризовата арпа, бидејќи дел од површините се уште не се исцадени, бидејќи водостопанство ги нема доволно ископано јазово, односно каналите јазовото на време, така да овој дожд негативно ќе влијае кај нас во обработката на земјоделските површини.
Во меѓувреме од 15 е започната и наводнителната сезона за која од водостопанство подружница Кочани велат дека ќе биде успешно реализирана. Не очекуваме дека оваа година има проблем со вода, бидејќи вода моментално имаме информација дека има доволно акумулирано во Калиманци. Меѓутоа, начинот на кој ќе биде дистрибуирана може да доведе до ситуација повторно да се направи проблем. Системот за наводнување треба да обезбеди вода за 3600 хектари ориз и уште 500 хектари под други култури. Во акумулацијата Калиманци во моментов има повеќе од 100 милиони метри кубни вода, кои се доволни за споменатите 4200 хектари. Обвинителот тврди дека Денис Асанов е убиец на 79 годишната Боријанка Николова и бара казна според законот. Предлагам судот обвинетиот да го огласи за виновен и казни согласно законот, а при одмерување на видот и висината на казната да ги има во предвид сите околности од член 39 од КС, посебно како отежнителни, високиот степен на кривична одговорност на обвинетиот, начинот на извршување на кривичното дело, тежината на делото и последиците од истото, величината на загрозување и повреда на заштитното добро, како и фактот дека убиството е извршено од фемицид. Предлагам на судот мерката притвор спрема обвинетиот да биде продолжена до започнување со издржување на казната, односно до правосилноста на присудата, поради натамошно постоење на причини, согласно член 165 став 1.1 од причини што се уште постојат околности што укажуваат на опасност од бегство на обвинетиот. Од друга страна, одбраната на Асанов и тој самиот тврдат дека тој е невин и бараат ослободителна пресуда. Предлагаме на судот да донесе пресуда со која обвинетиот ќе биде ослободен од обвинението, кој му го става на товар обвинителството. Почитуван суде, во кривичната постапка не е доволно нешто да е можно или веројатно, туку е потребно да биде докажано. Во конкретниот случај, обвинението остана недокажано во своите клучни елементи. Јас не сум виновен и никогаш немам жена да убијам или било чего. Не сум виновен за критично Ovo ograničeno što možete gledati. Evo, drugo ću mi kažem, da mi slušate, ja ženite gi obožavam. Ja su ženi mnogo imam odnose, сега веќе немам. Ова е епилог од денешните завршни зборови во случајот Денис Асанов, кои беа изречени во Основниот суд во Штип. Пресудата ќе е изречена на 28 овој месец. Боријанка Николова е убиена со остар предмет во куќата на Денис Асанов и лично од него. Злосторството тој се обидел да го прикрие со расчленување на телото и нивно одложување на повеќе локации. 5 инциденти регистрирал секторот за внатрешни работи Штип во изминатото деноноќе. Според билтенот има 3 пријави за напад и 2 тешки сообраќајни прекршоци. Во Штип 62 годишен пријавил напад од страна на турски државјанин поради долг. Во Овара Берово 43 годишна жена од Пехчевско село пријавила физички напад врз неа и незината 16 годишна ќерка од поранешниот сопруг. Во Пешерува пак 61 годишен со нож се заканувал на 11 годишник поради што е пријавен, а подоцна и задржан во полициска станица заради документирање на случајот. Во делот на сообраќајот Овара Виница лишила од слобода 28 годишен од Блатец кој со 2,09 промили алкохол во крвта возел БМВ и учествувал во сообраќајна незгода со возило Шкода. 28 годишниот возел со активна забрана за управување на возило од Б категорија. Идентична реакција полицијата имала и во Делчево, каде 35 годишен исто управувал со БМВ, а исто така и тој имал активна забрана за управување на возило. И во двата случаи возачите завршиле со лисици и против нив е поднесена соодветна пријава. Децата на возраст од 17 години и помлади ќе се соочат со доживотна забрана за купување цигари откако законот за тутун и е-цигари беше усвоен во парламентот. Двата дома на парламентот се согласија за конечната верзија на историскиот закон кој има за цел да им забрани на сите родени по 1 јануари 2009 година да почнат да пушат со цел да се создаде генерација без чад. Откако законот ќе добие кралска согласност, министрите ќе добијат нови овластувања за регулирање на тутунот, вейпингот и никотинските производи, вклучувајќи ги нивните ароми и пакувања. Ова е дел од серија мерки насочени кон справување со здравствените последици од пушењето, едно од водечките причини за смрт што може да се спречи, инвалидитет и лошо здравје во Велика Британија.
Утре времето облачно со врнежи од дожд. Температурите до 15 степен. Ветрот со брзина од околу 11 км на час. Влажноста на воздухот ќе изнесува 62%. Температурите по градови се следните: Штип и Карбенци со по 14 степени, Пробиштип 13, Чешиново Облешева како и Кочани исто така со 14 степени. Виница 13, Македонска Каменица 11, Делчево 12, температурата во Пехчево до 11 степен, а во Берово максимални 10 степени. Православните верници утре си спомнуваат за светиот маченик Епсихи, католиците на Сотер и Кајо.